Повелите. Дами и господа, пред да започнам со дискусијата, морам да кажам дека ретки се седниците на кои што се дискутира за прашања со ваква историска важност за една држава и би потенцирал со ваква историска важност за еден народ. Мислам на македонскиот народ. Денес, во оваа процедура на одржување на седница и на промена, односно отворање процедура за промена на Уставот, за некои ќе биде гордост што се пратеници, меѓутоа за некои ќе биде и срам што се пратеници. А тој срам предвидувам, еве си давам за право, иако претходниот пратеник рече дека не е вања, меѓутоа не мора да се биде вања за да се предвидуваат работи, предвидувам дека некои презимиња со векови ќе ги следи овој срам, посебно од македонскиот дел од овој парламент. Јас би сакал да најавам дека сакам да зборувам нешто малку за историјатот на проблемот, понатака сакам да го анализирам кратко документот што ни е предложен од страна на претседателот на државата и понатака сакам да зборувам за некои дилеми кои што се наметнуваат во целава оваа процедура, некои дилеми кои што не се поврзани само со документот, некои дилеми кои што излегуваат малку повеќе и пошироко опфаќаат едни комплексни односи за тоа како ни е уредена заедницата, државата, како функционира овој парламент и кои се тука предавници, а кои се заштитници на интересите на македонскиот народ, кои се против, кои се за. Еве сега, ако ми дозволите кратко за историјатот. Бидејќи се одлучив да зборувам за историјат на овој проблем, затоа што не сметам дека војна, внимавајте, ги користам термините на господинот Црвенковски, го слушав како дискутираше, неколку пати рече војна. Значи, не сметам дека оваа војна трае 6 месеци и дека ова е феномен кој што ни се случува од февруари и дека едноставно како таков треба да го акцептираме и да бараме одговорност, односно да промислуваме и размислуваме за период од 6 месеци. Ја мислам дека целата оваа ситуација има корења најмалку 50 години, меѓутоа ќе се задржам на годините на суверена и независна Македонија. Не сакам да зборувам за тоа дека дедо ми од 50 до 56 година живеел во Тетово и се борел против балистичките банди на Шарав. Тоа е семејна работа. Меѓутоа, тоа докажува дека има историјат ова што се случува на Шарав. Ќе се задржам на годините на независна и суверена Македонија. Мислам дека тоа не интересира. И мислам дека никој нема право да ми каже дека со тоа што ќе анализирам, а ова мислам го упатувам на господинот Црвенковски, и со тоа што можеби нема да се сложам, јас сум предавник, а тој е заштитник на македонскиот народ. Како ќе гласам, ќе ви кажам на крај. Прво дозволете да ја образложам мојата замисла.